Централен дневник на К1. Добро вечер. Настаните кои го одбележаа денешниот ден ги донесуваме веднаш по кратките најави. Гледајте не. Бизнис заедницата ќе помага во економскиот развој на општина Свети Николе. Брзиот интензитет на изградба на автопатот Демиркапија Смоквица ќе донесе во септември северната и јужната граница конечно да бидат поврзани со автопат. Еразмус Плюс програмите се поприсутни во образовниот процес. Подобрувањето на економскиот развој во општина Свети Николе се должи на соработката на локалната самоуправа и бизнис заедницата. Градоначалникот редовно организира средби со директорите и менаџерите на светиниколските претпријатија и фирми. Соработката на локалната самоуправа и бизнис заедницата е од големо значење за подобрување на економскиот развој на општина Свети Николе. Градоначалникот редовно организира средби со директорите и менаџерите на светиниколските претпријатија и фирми. Да им го презентираме новиот просторен плански опфат на генералниот урбанистички план. Да неформално, значи да им понудиме да почнат да размислуваат дали тие имат некоја идеја. Многу транспарентна од наша страна. Значи многу отворено од наша страна. Од просто едноставна причина затоа што тие се двигателите на се она што се случува. Можностите што ги нуди генералниот урбанистички план, кој со новиот опфат е проширен за над 200 хектари, беше приоритет на оваа средба. Значено е затоа што тие, ќе дадат дополнителен импулс во квалитетното донесување на новиот урбанистички план. Ние сме во финалната фаза. Во финалната фаза, нема импровизации. Овде, во финалната фаза, има само правила во кои што ќе дефинираме како ќе течат работите и она што ќе го инкорпорираме во новиот генерален урбанистички план ќе биде стратешкиот документ на секоја општина. Од исклучително значење е мислењето и поддршката на бизнис заедницата во изработка на урбанистичкиот план за индустриските зони. Понудувате нови површини, нови парцели, нови можности, сето тоа пак продажба на земјиште овозможува внесување на нов капитал во општината, со внесувањето на нови пари во делот на продажбата на градежното неизградено земјиште, вие станувате солвентни, ги сервисирате обврските за да се развивате повеќе, а тоа значи инфраструктурно да овозможувате реализација на програмата во делот на патишта, во делот на канализациона мрежа, во делот на водоводна мрежа. Бизнис заедницата покажа голем интерес за новите индустријски зони, но и за мали претпријатија каде што ќе можат да инвестираат и да помогнат во економскиот развој на општината. Брзиот интензитет на изградба на автопатот Демиркапија Смоквица ќе донесе во септември северната и јужната граница конечно да бидат поврзани со автопат. Автопатската делница е со должина од 28,18 километри, а вкупната инвестиција за изградба е околу 210 милиони евра. Во септември се очекува северната и јужната граница конечно да бидат поврзани со автопат. Ова се должи на брзиот интензитет на изградба. Она на што се уште се работи е токму автопатската делница од Демиркапија до Смоквица. Градежните работи се во тек, а она што може да се забележи на терен е тоа дека интензитетот се повеќе се зголемува. Автопатската делница од Демиркапија до Смоквица е со должина од 28,18 километри, а само автопатот е долг 23,69 километри. Поради комплексноста на коридорот 10, предвидени се изградби на неколку мостови, тунели, надвозници и патни јазли. Активностите во однос на изградбата на мостови се во тек. На последниот мост недостасува само уште асфалтниот слој за целосно да биде завршен. Во тек на изградба се и надвозниците, кај кои може да се забележи дека поголемиот дел од активностите се завршени. Воедно покрај мостовите, дел од автопатот се и двата тунела. Освен скратувањето на должината од постојаната траса за 5 километри, новиот автопат во изградбата од Демиркапија до Смоквица е особено атрактивен. Мостовите и тунелите со своите инженерско-технолошки решенија се новитети во македонското градежништво.
Инаку вкупната инвестиција за изградбата на автопатот е околу 210 милиони евра. ВМРО ДПМН денес одржа трибина во Лозово со цел да ги слушне идеите и проблемите на граѓаните од оваа општина. Колешката Елица Радевска беше таму, телефонски ја вклучуваме во овој дневник. Ели, дали се слушаме? Да, студио пред околу 30 на минути заврши трибината на владеачката ВМРО ДПМН во општина Лозово, насловена на Македонија треба твојата идеја. Голем дел од жителите на општината беа дел од истата, ги споделија своите идеи, кои дел од нив би се нашли и во владината програма за предвремените парламентарни избори. На трибината вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски потсети кои се причините за одржувањето на овие предвремени парламентарни избори. Посочи дека иако во Македонија се уште трае политичката криза, сепак за оваа влада приоритет ќе бидат привлекувањето на странски инвестиции, се со цел намалување на стапката на невработеност. Воедно истакна дека Република Македонија може да се повели со високиот економски раст, кој всушност се должи на проектите кои оваа влада успешно ги спроведува. Ги охрабри жителите на општина Лозово да ги дадат своите идеи. На трибината говореше и директорката на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој Билјана Вуковиќ. Таа пред присутните ги истакна проектите поврзани со земјоделието, проектите преку ИПАРД програмите, како и проектите во инфраструктурата. Дека соработката на локалната власт и централната власт е повеќе од потребна, говорат и реализираните проекти во општина Лозово. Градоначалникот Орсе Цветковски во својот говор ги потенцира сите реализирани, но и проектите кои ќе се реализираат. Инаку, трибина владеачката партија ќе одржи и во општина Свети Николе, која што е закажана за 20 часот и 30 минути. За сега толку од терен, со повеќе информации во текот на утрешниот ден. Студио? Јас ти благодарам, Ели, за ова јавување, ние продолжуваме понатаму. Локалната самоуправа во општина Кавадарци размислува за изградба на уште една хидроцентрала на водовод на Лукар. За ова и останатите теми поврзани со општина Кавадарци говори градоначалникот Александар Панов во емисијата Отворено за, вечерва во 21 часот. Покрај Панов во емисијата колешката Дијана Иванова разговара и со дополнителниот заменик министер за труд и социјална политика Диме Спасов за мерките и намалувањето на невработеноста. Гледајте Отворено за, вечерва во 21 часот. Она што значи цевковод кој што доаѓа на кај Кавадарци мора да биде мултинаменски искористен, односно да се користи и за вода за пиење, за наводнување и за производство на електрична енергија. И сега од аспект на време гледам колку години или децении таа вода така течела, а не произведувала 11 мегавати струја, како што е сега капацитетот на овие централи. Оттаму ние, нели, тоа е голема количина и на мегавати, па и на финанси. Размислуваме во последно време да изградиме уште една централа, и тоа на водоводот, на дел од водовод на Лукар. Правиме сега анализи за тоа и најверојатно по пат на јавно-приватно партнерство ќе дадеме една мини централа која што е помалку од половина мегават, да ја дадеме на под концесија или да ја дадеме на некој партнер, а со тоа и локалната самоуправа да оствари одреден бенефит, а и оној кој што ќе има пари да финансира. Гимназијата Кочо Рацин од Велес веќе неколку години е дел од Еразмус Плюс програмите. Преку овие програми голем број на ученици и професори посетуваат семинари и обуки преку кои се здобиваат со нови знаења и вештини. Еразмус Плюс програмите се поприсутни во образовниот процес. Гимназијата Кочо Рацин веќе неколку години е дел од овие програми. И оваа година учениците ќе имаат можност да посетат обуки, тренинзи, а воедно и да разменат искуства со средношколците од други држави. Директорот на гимназијата Сашко Андреевски напомена дека учениците кои беа во Рим на тренинг обука за рурални средини за подобрување на животот, што току се вратија, а за наредниот период предвидени се неколку едукативни тренинзи и обуки. Придобивките од сите овие проекти се многу големи затоа што учениците добиваат информации и се обучени од многу сфери од животот, како од ученичкиот, така и во оној елемент или сегмент кој што ќе им треба и понатаму. Како што ќе има придобивки гимназијата, така ќе има придобивки мноштвото невладини организации во кои што членуваат нашите ученици. Голем број ученици, но и професори учествуваат на разни образовни семинари.
Искуствата со кои се здобиваат представуваат дополнителен мотив за партиципирање во овие програми кои влијаат во голем размер на научно-образовниот процес. Тоа е едно огромно искуство кое што го носат учениците и професорите назад во гимназијата, знаат да работат проекти, знаат да работат партнерски проекти со организации, знаат каде да побараат партнери за изработка на тие проекти и на крај знаат да донесат знаење. Иновативна интерактивна книга со методи за полесно совладување на математиката. Оваа книга ќе биде една од финалните производи од проектот Математички лавиринт, кој гимназијата Кочо Рацин како добитен апликант го реализира во рамки на Еразмус Плюс програмата. Имавме обуки од програмата К1, во моментов ни трае еден тренинг или обука, нешто ново во смисла во математиката од К2. Спремаме проект сега и за К3 за прв пат. Ќе аплицираме повторно во К1. Според директорот Андреевски, гимназијата Кочо Рацин веќе е дел од образовната карта на Европа, имплементирајќи и партиципирајќи во Еразмус Плюс програмите. Луѓето денес не можат да се замислат без користењето на социјалните мрежи. За нивните позитивни и негативни страни разговараме со социологот Љубе Лучков. Колешката Александра Давидковска ја донесува оваа тема. Развојот на технологијата, а со тоа и појавата на социјалните мрежи придонесуваат за полесно функционирање на луѓето во секојдневниот живот. Брз и лесен пристап до потребните информации, можност за едукација, одржување работни состаноци преку интернет, остварување контакти на далечни дестинации се само дел од предностите на технолошкиот прогрес во последната деценија. На оваа тема разговаравме со социологот Љубе Лучков, кој ни потврди за позитивните страни на социјалните мрежи. Социјалните мрежи навистина ги зближуваат луѓето. Тоа е факт. Значи мораме да ги гледаме и позитивните, значи создаваат група на пријатели, па макар да се и тие виртуелни. Но од друга страна не заостануваат ниту недостатоците од секојдневната употреба на социјалните мрежи. Како еден од најголемите проблеми се издвојува создавањето на виртуелни фиктивни пријателства. Техничко-технолошкиот развој, компјутеризацијата секако доведува до еден процес на алиенација или станува збор за отуѓување на луѓето помеѓу себе пред се и затварање во еден како виртуелен свет каде што сметаат дека имаат суштински или реални пријатели, а всушност после така известно време доаѓаат и до сознание дека станува збор за една фикција, станува збор за една виртуелна ситуација кога се губи суштината на она вистинско пријателство како што беше во традиционалните општества. Позитивните и негативните страни на социјалните мрежи се повеќе од очигледни, но сепак не можеме да ја занемариме потребата од нивно користење. Социолозите препорачуваат рационална употреба и редуцирање на времето поминато пред компјутер. Грчките земјоделци го блокираа граничниот премин Меджитлија. Изгоре Македонска црква во Австралија. Над $100,000 е првичната проценка на настанатата штета. Ова е Македонија денес. Штрајк на грчките земјоделци денес ќе го прекине сообраќајот на граничниот премин Меджитлија. Со поставување на механизација поставена во близина на границата, грчките земјоделци ќе го изразат своето незадоволство. Од Автомотосојуз на Македонија јавуваат дека сообраќајот ќе биде во прекин од 11 до 13 часот и од 18 до 20 часот. Во изминатите неколку дена ова е веќе втора блокада на граничните премини од страна на грчките земјоделци. Денес во 12:30 часот по австралиско време избувнал пожар во црквата Свети Никола во Престон, Мелбурн, Австралија. Причината е материјална штета, а повредени нема. Единствено свештеникот Никодим Солунчев, кој во моментот на пожарот бил на првиот кат, барајќи спас од огнената стихија, скокнал од 3,5 метри во рацете на неколку полицајци, кои му помогнале да остане неповреден. Македонскиот портал во Австралија falanga.com.au и австралискиот весник The Age пишуваат дека полициска патрола прва го забележала пожарот и повикала помош. Се претпоставува дека причина за пожарот е неисправната електрична инсталација. Пожарот е изгаснат и според проценките причината е материјална штета од над $10,000.
Исламската држава зазема камп во Ал-Нусра. Земјотрес во Русија, нема штети ниту повредени. Ова е светот денеска. Премиерите на Словенија и Хрватска загрижени поради нерешената ситуација за мигрантската криза. Според нив тоа би можело да го дестабилизира Западен Балкан. За решавање на мигрантската криза потребна е подобра соработка на државите, сметаат тие. Орешковик и Церар заклучиле дека за подобро регулирање на нерегуларните миграции треба да им се помогне на македонските и грчките власти во јакнење на контролата на јужната граница. Земјотрес со интензитет од 7,1 степен според Рихтеровата скала го погоди источниот дел на Русија. Земјотресот се случил на длабочина од 160 км во планинскиот придел на Камчатка, со епицентар 87 км северозападно од регионалниот центар Петропавловски Камчатка. До сега нема пријавени евентуални жртви ниту причинета материјална штета. Петмина терористи се убиени, а 6 заробени откако Исламската држава заземала воен камп на организацијата Фронтот Ал-Нусра во Сирија, во близина на границата со Либан. Борбите на сириско-либанската граница продолжуваат и понатаму. Македонија обезбеди учество на олимписките квалификации. Шпанија втор финалист на Европското ракометно првенство. Дисциплинската комисија не ја прифати жалбата на Норвешка. Ова се вестите од спортот. Германија ја совлада репрезентацијата на Норвешка со резултат 34:33 по 2 продолженија и ја елиминираше од понатамошната борба за златниот медал. Со тоа Македонија дефинитивно обезбедува учество на олимписките квалификации за настап на Олимписките игри во Рио де Женеиро. Олимписките квалификации ќе се играат во април. Шпанија е вториот финалист на ракометното европско првенство, откако Црвената фурија славеше во пресметката со Хрватска со 33:29. Коцкестите влегува во мечот носени на крилата на фантастичната победа над Полска пред 2 дена. Одлично го стартуваат над преварот, но загубија сила кога најмногу беше потребно во завршниците од двете полувремиња. Искусните шпанци знаеа како да искористат тоа и ја казнуваа секоја грешка на противникот, за на крајот заслужено да се радуваат на пласман во финалето. Шпанија во големото финале од ова европско првенство в недела ќе се сретне со Германија, додека хрватите ќе водат битка за бронза со селекцијата на Норвешка. Дисциплинската комисија на ЕХФ не ја прифаќа жалбата на Норвешка по полуфиналната пресметка со Германија на Европското првенство во Полска, пренесуваат поголемиот дел од европските медиуми. Германците остануваат финалисти на Европското првенство. Утрово откако стана јасно дека ЕХФ нема да ја прифати нивната одлука, Норвешка и сама ја повлече жалбата, свесна дека истата нема да биде прифатена. Во вчерашното полуфинале Германија на 5 секунди пред крајот на продолженијата ја победи Норвешка со голот на Хафнер. Сепак во последните секунди германците играа со 8 ракометари на терен, а во еден момент има и 9 ракометари на теренот. Норвежаните веднаш се жалеа. Манчестер Юнајтед се пласираше во 8 на финалето од англискиот FA Куп откако славеше на гостувањето против Дерби со 1:3. Црвените ѓаволи добро си ја завршија работата против тимот на Чемпионшип дивизијата, но има и помош од судиите, ако се знае дека при првиот и третиот гол гостинските фудбалери се наоѓаа во офсайд, што помошниците на главниот судија Тейлор не го забележаа тоа. Резултатот го отвори Вейн Руни со прецизен удар од работ на 16-тникот. Дерби израмни во финишот од полувремето, а веднаш потоа во вториот дел Блинд и Мата ја осигураа победата и го намалија притисокот врз Луи Ван Гал.
9 надпревари синоќа во НБА лига во пресметката помеѓу екипите од Лос Анџелес. Поуспешни беа Лос Анџелес Клиперси кои победија со 115-93. Најефикасен кај Клиперси по победата против градскиот ривал беше Крис Пол со 27 постигнати поени. Риверс имаше само 17, кај Лейкерси најдобар беше Рендал со 23 поени. Оваа победа беше вкупно 32 за Клиперси оваа сезона, додека Лейкерс го забележа јубилејниот 40 пораз оваа сезона со само 9 победи до сега. На гостувањето во Детройт, Кливленд успеа да оствари победа со 114-106 во надпревар каде дури тројца играчи на Кливленд имаа преку 20 поени. Кевин Лов постигна 29, Каир Ирвинг 28 и Леброн Джеймс постигна вкупно 20 поени. Од останатите надпревари, Бостон го победи Орландо со 113-94, Њујорк го доби Феникс со убедливи 102-84, Милвоки загуби на домашен терен од Мајами со 103-107, Оклахома славеше против Хјустон со 116-108, Портланд го победи Шарлот со 109-91 и Јута ја победи Минесота со 103-90. Продолжува периодот на стабилно и топло време. Денеска температурата се искачи до 11 степен. Какво време не очекува утре, дознаваме од деталната временска прогноза. Благодарам на вниманието, почитувани. Останете и понатаму со нашата програма. Пријатно.